Добре дојдовте во уште едно издание на дискусијата Јасно и гласно на Радио МОВ. Деновиве актуелен е изборот на новата влада со нова програма и нови ветувања пред граѓаните. Повторно имаме доста промени и рокади во ресорите важни за младите, па решивме да продискутираме околу тоа каде се и каде треба да бидат младите во приоритетите на следната извршна власт. Моето име е Даниел Евросимовски, а во оваа дискусија со нас се Марија Крстевска, председателка на Националниот младински совет на Македонија, Блажен Малевски, истражувач на младински теми во Реактор, и Кристијан Фидановски, политиколог и докторант на Универзитетот во Оксфорд. Ви благодарам на сите тројца за учеството во оваа дискусија. На самиот почеток сакам да кажам дека устите на политичарите и функционерите често се полни со ветувања за младите, од подобро образование, поголеми права, подобрување на нивниот стандард, до меѓународна интеграција и нови можности. Сепак, во пракса, многу малку од овие заложби вистински се реализираат. Деновиве беше презентирана предлог програмата на новата влада, која треба да биде изгласана во собранието. За самиот почеток, ако можам да кажам, во неја има еден дел кој што се вика Младите во фокусот, се базира на 3 столбови. Првиот е намалување на младинската невработеност и подобрување на животот на младите, вториот е вклучување на младите во процесите на одлучување и третиот е развој на капацитетите на младите и давање шанса за креирање на општество по нивна мерка. Прашање прво до сите вас, еве ќе почнеме од Марија, па може Блажен, па на крај Кристијан. Кога ги видовте новите имиња во оваа влада која треба да биде изгласана во следниот период, кои ќе ги водат институциите во следните 2 години, што беше првото што ви падна на памет? Кој ви беше првиот впечаток? Еве од Марија, па Блажен, па Кристијан. Благодарам, Даниел, благодарам најпрви за поканата и можноста со вакви еминентни соговорници да разговараме на тема млади. Вака, за новите кадри, први нешто кога видов ми падна на ум дека довербата не се гради лесно и брзо, а постојаните вакви кадровски промени во никој случај не одат во прилог на истото. Постојано имаме, освен она која што го спомена и ти на самиот почеток, постојано ветувања, постојано нови ветувања. Гледаме и дека постојано имаме и чести кадровски промени. И тоа за мене е проблем кој што провеива веќе постојано изминативе 30 на години од самостојувањето. Немаме конзистентност на министри, на директори, гледаме постојани смени, коалициони договори, задоволување на некои ситно партиски апетити можеби. И некако секогаш со смената на ваквите кадри постојано почнуваме од нула. Постојано се навраќаме, постојано почнуваме некои процеси се долговлекуваат, ние младите немаме толку време за чекање, нели? Има една стара поговорка, нели, стои многу бабици килаво дете, што значи дека и не е толку добро да се менуваат често кадрите. Мене ме фрапираше и податокот од една истражувачка сторија која што излезе, мислам дека чинам вчера, дека од вкупно 193 различни министри во било која досегашна македонска влада од независноста, само 25 се задржале подолго од 3 години. Или повеќе од 3 години. Значи, само 13% од сите министри кои што некогаш биле министри се задржале подолго од 3 години. За мене беше застрашувачки фактот, особено за Министерството за образование, дека сега ќе имаме 19-тиот министер, што значи дека ниту 2 години, некаде просекот е околу година и пол што се задржуваат. Максимумот, односно рекордот е, чинам 2 години и 8 месеци на министерката која се задржала во 90-тите години, а Министерството за образование и наука е едно од најблиските, нели, до младите. Така да тоа за мене е дефинитивно еден голем проблем, затоа што не може да се прават некои крупни реформи ако постојано има смена и не може да се прават реформи во толку мал период. Потребно е некој, нели, минимум да си го истера мандатот за да може да ги исполни тие ветувања кои што ни се даваат во предизборниот период. Блажен, кој беше твојот прв впечаток? Не е толку различен од видувањето на Марија. Во суштина гледаме еден континуиран решафл, односно континуирана промена на кадрите во самите министерства.
слични во агенцијата за млади. Она што можам да го заклучам е дека да, министрите и министерките можеме да ги видиме сега за сега, но можеби за младите најважната позиција се уште не е одлучена. Тоа е директорот или директорката на агенцијата за млади и спорт. Иако ако не се лажам, не сме имали до сега директорка како таква во агенцијата за млади и спорт. Во суштина, мојата теза би се движела слична на она на Марија со еден посебен осврт можеби кон она што самите институции го работат. Сега споменавме Министерство за образование, особено каде што има еден голем обрат на луѓе на министерските позиции. Клучното прашање таму било која е базата на самото министерство, бидејќи има таму луѓе кои што работат и кои се нивните идеи во однос на политиките што се спроведуваат. Секоја промена имаме нови реформатори на образованието, дали високо, дали средно, но ретко гледаме едно целосно имплементирање на сите тие идеи кои што ги имале не само тие личности, бидејќи тука пред се настапуваат и партии кои што заеднички се договориле на одредени политики кои што ги пишува во програмата, и прашањето е тука зашто не се имплементира, без разлика дали министерот е од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија или од ДУИ или од Алтернатива. Клучното прашање е зашто не се имплементираат политиките. Мислам дека тука лежи најголемиот проблем, каде што министрите не се гледаат како имплементатори на програмата, туку повеќе како решавачи на одредени клиентелистички интереси во рамки на политичките партии, што пак резултира со лош квалитет на политики на долг рок. Така што немам некоја ни позитивно ни негативно мислење, немам некако рамнодушно ги примам сите тие информации кои што доаѓаат во однос на министерските позиции, пред се бидејќи резултатот е тој: неимплементирање на клучните програми на кои што се договориле политичките партии и задоволување на некои интерпартиски интереси, наместо да се гледа поголемата слика, имплементација на она што е можеби добро. Она што ме фасцинираше, и тука морам да го издвојам министерот за внатрешни работи, кој што имаше, односно кој што сега во неговото CV има малце филозофски пристап кон работната позиција, односно во еден дел од своето CV вели задржување на оно што е добро, промена на оно што е лошо. За жал, не сум сигурен дека тоа го гледаме во реализација, барем кај сите министри. А и брзата промена на луѓето на крајот на денот создава повеќе проблеми него што дава реална можност да се подобрат проблематичните аспекти кои што ги имаат самите министерства. Така што генерално гледано мислам дека е рано да коментираме во однос на нивните заложби за имплементација, бидејќи за жал ретко во целост се имплементираат и сите тие работи кои што остануваат на хартија и како програма. Кристијан, кој беше твојот прв печаток? Па јас не би можел многу да коментирам околу кадровските решенија, претпоставувам дека Блажен и Марија ги следат тие процеси многу повнимателно, но ќе го начнем она што веројатно ќе биде следна тема, а тоа е што треба да се направи нели за подобрување на статусот на младите. Образованието е веројатно прашањето за кое што најмногу ќе зборуваме. Марија веќе го начна кога зборуваше за МОН. Тука имаме едни многу поразителни податоци, нели, кои често пати се вртат во јавноста, но еве, да го споменеме податокот дека Македонија после Босна и Херцеговина и Косово е најлошата држава во Европа на PISA тестирањето. Тоа се меѓународни тестирања за квалитетот на образованието, се тестираат ученици од прва година средно образование и резултатите се навистина поразителни, бидејќи за сите три дисциплини, наука, математика и читање, Македонија, како што реков, се котира традиционално веќе исклучително лошо. И сега се сеќавам, тоа веќе беше уште една потврда за тоа колку брзо се менувале кадрите низ годините, не претходната, туку предпретходната министерка за образование. Се сеќавам кога излагуваше на телевизија на темава и велеше, ама тоа не се реални резултати, наставниците се виновни бидејќи не им кажале на децата дека ова е важно и дека треба да се потрудат на тие пробни тестирања за да испадне рейтингот на Македонија повисок. Значи, се игнорираше системската причина за проблемот.
Тука е секако и фактот дека нашите универзитети се котираат многу ниско на меѓународните рангирања, а фактот дека немаме не само во први 1000, туку ако не се лажеме во први 1500 немаме универзитет на шангајската листа. И ово чисто го кажувам за да на некој начин отворам таа дискусија за тоа дека не треба да ја купуваме онаа лажна дихотомија од медиумите па и од политичарите дека младите треба да се одвојуваат од поширокото општество. Значи тоа што е добро за младите е секогаш добро за општеството. А ако не се инвестира во образованието, имаме многу покрупен заеднички проблем на долг. Марија, со секоја нова влада доаѓа еден период на неизвестност кај младите околу тоа кои политики ќе продолжат, кои ќе се напуштат, дали новите функционери ќе ги одржуваат ветувањата што ги дале нивните предходници, како ќе се одвива соработка, со невладини организации, со младински организации. Што според вас е првото на што треба да се стави фокус од оваа следна влада во поглед на младите? Така да, јас како представник на младите овде и човек од третиот од граѓанскиот сектор, секогаш, кој што секогаш треба да биде коректив на власт, будно следам што се случува и каков е односот и како представник како на граѓанскиот сектор сум во директен контакт со одредени институции кои што се работат на тема млади. И неретко сум критички настојана кон владините политики, сепак ние треба да кажеме што не чини, да си дадеме предлози по мерка и според потребите на младите. До сега можам да кажам дека имаше за нијанса некој подобар пристап кон младите, затоа што видовме дека во неколку наврати бевме консултирани, имавме комуникација со институциите. Сега со новиве промени ќе видиме како тоа ќе продолжи, дали ќе се навратиме повторно од нула, како што кажав, или ќе продолжи да се гради таа доверба. Меѓутоа, она што можам да го споделам е дека вчера бев пријатно изненадена кога го видов делот за млади во новата програма, затоа што приоритетите кои што се таму наведени, кои што на почеток ги кажа и самиот ти, Даниел, се всушност дел од нив се земени токму од препараките кои што ние младите ги дадовме во неколку наврати. И тоа се всушност и приоритетите за кои што НМСМ како представничко тело се залага. Пример, политики за вработување, зголемување на вработливост, платена пракса, да се работи конечно на ментално здравје, да се градат капацитети на млади или да се спроведат сите оние сервиси за млади кои што се предвидени во Законот за младинско учество и младински политики. И токму тука го гледам и оној момент каде што младите би им се возможило активно и значајно да се вклучат во процеси на донесување на одлуки. Се надевам дека навистина ќе продолжи, само ќе се подобрува таа пракса за да бидат консултирани, да се користи знаењето, експертизата која што младинскиот сектор може да ја понуди, затоа што најдобро ги знаат потребите на младите. Блажен, во ресорите кои се важни за младите, како на пример го споменавме Министерството за образование, Министерството за култура, информатичко општество, труд и социјална политика, години наназад се променија, како што спомна и Марија, десеттици, ако не и 50-тина министри, се направија стотици различни реформи, доаѓаа луѓе со чудни биографии, со проблематични бекграунди на тие функции. Некогаш, како и што се спомна во дискусијата, повеќе беше важен партискиот багаж отколку професионалниот багаж, а младите гледаат и споредуваат со светот каде што во развиените земји се ставаат нобеловци, се ставаат луѓе од висок углед во професијата на раководните функции во институциите. Еве сега, токму во овие министерства што ги спомена, повторно има промена во министерските функции, односно треба да има промена, и повторно се отвара сомнеш околу нивниот квалитет, околу нивната стручност. Колку имаме уште простор за експериментирање на оваа тема? Добро, мислам, И мислам дека толку се длабоки проблемите во самите министерства кои што се однесуваат особено на младите, што дури и нобеловци да дојдат во нашата држава тешко дека ќе може да ги решат, бидејќи
Прашањето е на политичка волја, значи не е само на личноста која што пристапува кон министерската позиција или кон директорската позиција, прашањето е исто така многу повеќе кој е човечкиот капитал во рамки на самите министерства за да се трансформира можеби одредена политичка волја која што имаме на хартија во реалност. И сега ја разбирам дека особено министрите за образование сакаат да се представуваат како некои големи реформатори на клучните проблеми во Министерството за образование и наука, ама ми се чини дека многу ретко тоа се успева во реалност да се направи. Знаете, има еден одреден силен отпор и во самото општество поради честите промени кон одредени промени кои што се обидуваме, односно се обидува општеството да ги направи, а со тоа и министерството. Например, ќе земам случајот со дигиталните учебници кои што предизвика кај еден дел, кај некој маргинален дел би го нарекол дел од општеството, сомнеш дека нешто тука сега се прави, нашите деца ќе учат цело време од компјутери, ќе мора да читаат од таблети и слично, што во суштина е и проблем на самото општество. Значи, ако политичките партии и политичкото општество како такво не може да обезбеди одреден континуитет во политиката, ако не можеме ние како општество да се договориме дека да, тоа е правилниот пристап кон понатаму, без разлика дали утре сте во опозиција или денеска на власт. Мора да се договориме општествено дека некои процеси се од интерес на граѓаните и од интерес на младите. И не само да си префрламе, како да кажем, празни некои реторики помеѓу политичките елити, да ги наречем така, дека ова не чинело, она не чинело. Јас се сомневам дека било кој човек во 4 години може да ги реши сите проблеми во Министерството за образование. Бидејќи е таков насип на проблеми кои што се таложеле од годините, од незавршени работи, од ново почнати па некаде заборавени, што јас мислам дека е практички невозможно еден човек да биде главниот двигател на решавање на сите тие проблеми. Многу е поважно прашањето дали владата во самата програма провеува некоја политичка волја за да се разберат најпрвен сите тие проблеми кои што ги има во МОН, а понатаму на решавање. Сега во однос на млади како специфична група, мислам дека не е само, Агенцијата за млади и спорт е главна во однос на тоа да ги координира напорите кои што се случуваат за млади, тоа правува и во Законот за младинско учество и младински политики, дека агенцијата е најнадлежна и затоа и владата ја формира агенцијата за да биде најнадлежна во координација со другите министерства. Ама јас сум скептичен дека со човечкиот капитал кој што го има на располагање самата агенција за млади и спорт во секторот млади, може да се направи било која суштинска промена, пред се бидејќи координацијата фали со другите министерства, второ фали стратегијата за млади која што согласно Законот за младинско учество и младински политики истече и тече рокот односно помина рокот за креирање на нова, односно немаме материјал што сака државата всушност да направи за младите. И трето, ја нема она политичка волја која што се провеува и внатре во самите институции, односно во самите службеници кои што треба да работат со младите. Ние можеме да измислиме и како граѓански сектор и како младински сектор ред мерки и политики кои што треба да се направат, ама некој треба и да ги имплементира на крајот на денот. И ако немаме луѓе кои што се спремни да разберат дека работат за една многу специфична група на млади која што не е секогаш иста, значи младите се еднакво различни како што и целата популација во нашата држава. И ако не си го приспособат пристапот за да бидат насочени кон младите, мислам дека ќе имаме големи проблеми. Така што не е само прашањето на лидерите на министерствата и на директорските позиции, туку многу и поважно колку нашата администрација е спремна понатаму да ги имплементира тие политики понатаму и дали овие луѓе може да ги убедат
дека тоа е нешто важно. Јасно. Кристијан, еве, Блажен зборуваше за континуитет и дисконтинуитет на политиките за младите. Еден од таквите проекти кој што продолжува во континуитета, кој што има контраверзност е стипендирањето од Министерството за образование и наука на некој од топ 100 универзитетите во светот. Ако не се лажам, вие бевте и дел од оваа програма лично. Целта беше, нели, младите да се школуваат на најпрестижните универзитети и потоа стекнатото знаење да се вратат и да го вложат во Македонија, и покрај тоа што се потрошија многу пари за овој проект, јавноста реално не виде многу фајде од сите овие стипендисти. Дел од граѓаните цинично тврдеа дека преку тоа со јавни пари се школуваат деца на привилегирани во општеството, а од друга страна пак имаше и медиумски надписи кои што кажуваат дека државата воопшто не им дава никаква понуда на овие стипендисти да вложат тоа што го знаат во самото општество. Еве, кога зборуваме за тие политики на континуитет, дали ваквите проекти придонесуваат за македонското општество и за младите, и дали треба едноставно да се минуваат, да се напуштат, како да се продолжи понатаму? Да, па тоа беше една често критикувана политика, нели? Со тоа што овој дел што спомна дека постоеле неправди во доделувањето на стипендиите, можеби, се разбира, не ги знам сите поединечни случаи, меѓутоа генерално проблемот со доделувањето на стипендиите беше што немаше селекцијски процес. Така што јас дури рекол дека требаше повеќе да се оди селективно, секако не од политичка, туку од меритократска перспектива, но веројатно не требаше, односно не беше изводливо за државниот биџет и се уште не е, пак не зборуваме за тековна програма, не е изводливо да се доделуваат стипендии на сите студенти кои што ќе влезат на еден од 100 најдобри универзитети според Шангајската листа. И сега можеби во меѓувреме воведува некоја горна граница, меѓутоа факт е дека огромна бројка на луѓе низ годините, читав едно истражување баш сега во скоро време дека стотици, повеќе од 200 мислам студенти вкупно користеле стипендијата, кој на додипломски, кој на постдипломски студии. Проценките се дека меѓу 11 и 15 милиони евра се потрошени на целата програма. Сега, дури да е програмата перфектно реализирана во пракса, прашање е дали тоа е најголемиот приоритет во македонското образование. Веројатно не, ако постојат фундаментални проблеми како недостаток на грејење во некои од училиштата, веројатно некои од тие пари треба да се пренасочат на таквите поосновни прашања. Меѓутоа, како што спомна и ти, Даниел, главниот проблем беше невработувањето потоа на тие кадри. Имаше еден период од 6 месеци во кој што Министерството или некој од државните институции треба да го контактира завршениот ученик и да му понуди работно место. За тоа мислам дека нема прецизни бројки, меѓутоа анекдотално можам да кажам дека многу мал дел, исклучително мал дел од тие кадри биле враќани во Македонија. Во вашиот случај ве контактира? Јас не бев контактиран за време на тие 6 месеци и според правната рамка на стипендијата, која ќе помине 6-месечниот период, доколку не си бил контактиран, твојата обврска кон државата завршува. Значи ти си бил стипендиран, си примал сериозни финансиски средства и за школување и за животни трошоци и немаш никаква обврска да ги компензираш на некој начин тие средства доколку не бидеш контактиран во тие 6 месеци. Добро. Чудно и зошто државата да не сака да ги врати овие кадри назад и да ги ангажира на соодветни позиции во општеството. Но тоа е. Марија, еве да продолжам со вас. Последните истражувања исто така покажаа и дека младите се незадоволни од своето место во македонското општество. Во огромен процент размислуваат за иселување доколку им се укаже таква прилика. Речиси 80% од нив велат дека властите само делумно или воопшто не се грижат за нивните потреби. Сега едно е ова што е напишано во програмата, што е на хартија, но колку во пракса еве на вистина властите се грижат за проблемите на обичниот млад човек во нашата држава. Така, истражувањата веќе со години покажуваат некои слични резултати, а тоа е висок процент на незадоволство кај младите. Колку се исполнуваат, еве ја кажав дека пријатно бев изненадена вчера од новите мерки и приоритети кои што се ставени
колку тоа ќе се имплементира или ќе остане само мртво слово на хартија, останува да видиме. Ако можам да забележам, имало тоа и во претходните програми, можеби вордингот е различен, но горе-доле Добро, сега сепак видов некои поконкретни мерки кои што според мене се доста од нив и реални, така да кажем, и се согласно потребите, како што кажав, дел од нив се и предложени од самите нас и од некои неформални мрежи, од граѓански организации кои што ги имавме во изминатиот период, меѓутоа колку тоа ќе се имплементира, особено и за овој краток период, нели, бидејќи не станува за цел мандат, останува да видиме. Меѓутоа ќе се наврата, нели, на незадоволството на младите, да, тоа се покажува во истражувањата со години. Една од причините, веќе зборувавме и на самиот почеток, е лошиот квалитет на образование, кој што секогаш испливува, нели, на првите места како причини зашто младите се иселуваат од државата, меѓу другото. Меѓутоа и не само за проблеми и прашања кои што директно ги тангираат младите. Младите се исто една категорија од граѓаните, така да и сите оние предизвици кои што ги гледаме и работи каде што постојат недостатоци исто се афектираат и на младите. Пример, голем степен на бирократија, голем степен на корупција, немање на конзистентност со на што го зборувавме во спроведување на политики, немање на меѓусекторска соработка, пропратно со задоволување на партиски интереси, пазарења и слично, и немање слух за различните потреби, она што Блажан го спомена за младите, затоа што и младите како категорија не се хомогена група, туку станува збор за различни подгрупи со таа и различни потреби на младите. Така да потребно е да се работи на сите овие прашања, не само на оние неколку наведени мерки или приоритети кои што се однесуваат директно на младите, туку е потребно да се работи во сите овие сегменти за да се крене тој, нели, животен стандард и со тоа и задоволството на младите. Кога ќе се искорени и корупција и партизација и сите оние работи кои што ги споменав, ќе се покрене степенот на владење на право, нема да има селективна правда и така натаму, кои што водат до тој лош квалитет и низок степен на животен стандард, тогаш веројатно ќе кажеме дека и младите, како и впрочем и сите останати граѓани во Македонија би биле позадоволни. Не можеме да зборуваме за едно нешто, многу работи се овде испреплетени. Блажен, покрај истражувањата кои покажуваат дека младите се незадоволни од местото во општеството, покажуваат и дека не се заинтересирани премногу за политичко учество, односно во мал процент. Предпоставувам дека дел од причините за тоа е и ова што го зборуваше Марија, корупција, бирократија, партии, се тоа е една мрежа испреплетена која што ги одвраќа младите од тоа да се бават активно со политика, но еве моето прашање до вас е како да се разбие ова апатија и како понатаму едноставно? Добро, не е феноменот на политичка апатија само во традиционалната смисла на зборот политичко учество. Не е само приметлива само кај нас. Тоа се гледа и во други држави каде што младите не членуваат во политички партии, односно во помладоци на политички партии. Едноставно не се више атрактивни, доволно, јас би рекол, брзи самите традиционални политички процеси кои што ги гледаат младите. Чисто за споредба, вие, односно денеска млад човек за да стигне можеби до топ 100 универзитети за да аплицира е на 2 клика од него, мање више, од него или нејзе. А сега, ако збориме за политички процес, односно за креирање на мерки и политики на млади, тоа е процес кој што за млади звучи без крај. Знаете, сега законот за младинско учество и младински политики се работеше 2,5 години пред да стигне до собраниска процедура, што е еден неатрактивен процес во едно многу брзо време. Знаете, политиката е многу спора, особено кај нас, па сега дали има различни интереси од одредената друга политичка партија во владата, па можеби опозицијата да се вклучи, па како да го размислиме ова. Кои се апетитите во рамки на одредена политика кои што треба да се задоволат? И мислам дека тоа е една од најголемите причини зашто младите сметаат дека политиката и политичкото учество на некој начин и трошење на време и на ресурси. Наместо да си го вложат времето на себе,
зашто би се вклучувале во политичкиот, да го наречем, политичкиот диалог и политичкото учество. Второ, политиката кошта пари, особено на локално ниво. Значи, ако вие сакате да направите нешто навистина посериозно, независна кандидатура или па и преку политичките партии да направите кандидатура како млад човек, тоа е финансиски за млади луѓе во нашата држава речиси неостварливо, пред се бидејќи не се финансиски мокни, немаат стекнато доволно финансиски ресурси за да може да дозволат да се посетат на нешто такво. И трето е генералната недоверба кон системот. Значи, ние сме стигнати до еден стадиум каде што има толкава недоверба кон државните институции, што луѓето и не ни сакаат да имаат допирна точка со нив, а камоли да учествуваат активно во избирањето на нашите представници во собранието или на локално ниво. И тоа го покажуваат и истражувањето, особено на Вестминстер и на Фридрих Еберт фундацијата во последните години, дека не е дека младите не гласат, излегуваат на гласање, ама проблемот е во тоа што не веруваат дека демократскиот систем кој што го имаме функционира, односно дека ги задоволува нивните проблеми. И тука лежи клучното прашање во однос на новата влада, дали може да го трансформира во релативно кратко време тоа гледиште на младите, дека во суштина институциите им се партнери, тие ни служат нам, не служат на некому различен и треба да бидат за нас активни и да работат за нас. И не сум сигурен дека во толку краток рок тоа може да се направи, но мислам дека тоа е прашање на сите политички партии, бидејќи понатаму би имали посериозни политички кризи ако голем дел од нашите граѓани и граѓанки не излегуваат на гласање и например како во Дебар или односно во Центар Жупа или во Маврово и Ростуша немаме градоначалници или градоначалнички. Така што тоа е еден посериозен политички проблем на кој што треба да размислуваме, ако влијаат ред фактори кои што владата, а и сите државни институции, а и сите политички чинители би требале да пробаат да најдат заеднички јазик. Јас би додал и дека стана многу валкана работа политиката и претпоставувам дека не е баш удобно да те тролаат по социјални мрежи ако се решиш малку по суштински да влезеш во некаков дуел со моќниците од власта. Кристијан, освен што не се соодветно застапени во политиката или немаат волја да бидат соодветно застапени, вие имавте и едно истражување, работевте на едно истражување кое покажуваше дека младите не се воопшто застапени ниту во медиумите, значи како напишавте уште поневидливи се во медиумите отколку во политиката. Ова несомнено остава впечаток дека на младите и на нивните размислувања и понатаму не се гледа доволно сериозно, а со самото тоа потоа и власта не ги сваќа нивните барања доволно сериозно, претпоставувам. Да, тоа беше едно истражување објавено во склоп на списанието Предизвици на фундацијата Фридрих Еберт, во кое што ние, јас и мојата коавторка, ги разгледувавме сите соговорници во македонските политички емисии за месеци октомври и ноември 2021 и дојдовме до заклучок прво од возрастна перспектива секако го правевме истражувањето и ги поделивме соговорниците на оние кои имале 40 години или повеќе и 40 години, односно помалку од 40 години во втората категорија. И исто така ги поделивме соговорниците на политичари и на експерти. И дојдовме до заклучок дека јазот возрастен е огромен и во двете категории, значи конкретно за политичарите, разликата беше 78% од нив беа постари од 40 години, само 22% помлади. Додека пак за експертите, уште повисок јас забележавме, односно 90% постари од 40 години и само 10% помлади. Што за мене е еден многу поразителен податок, меѓутоа она што е може би изненадувачки е што медиумите често пати не велат па не е наша вина тоа што не каниме млади гости, бидејќи политичарите се стари, а ние мораме да ги каниме политичарите и тоа го
предизвикува возрастниот јас. Меѓутоа еве ова покажува дека дури и кога се работи за експертите, каде што медиумите имаат поголема слобода во изборот на соговорници, сепак се одлучуваат најчесто за повозрастни соговорници. Тој сооднос не може да биде 50-50, нормално дека повозрастните соговорници обично имаат и повеќе да кажат, меѓутоа дефинитивно мислам дека има многу повеќе експертиза кај младите од тоа колку се користи. Така што и на медиумите веројатно треба малку да обрнеме внимание, а не само на политичарите. Благодарам на сите за ова учество. Изборот на новата влада е закажано за сабота во собрание, ако не се лажам. Се надевам дека за можеби година дена од сега во ист ваков состав ќе се собереме повторно и ќе дискутираме што се направило во таа година дена од новата влада. Ви благодарам уште еднаш на присуството, што прифативте да гостувате во Јасно и гласно на Радио МОВ, а на вас гледачите ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.